Очини, зашто тоа е клуб кој го заслужува тоа, клуб кој беше основоположник на македонското борење. А сега радост и отворено е она традиционално шампанско, Васе Спасов, Грозданов, сите се таму, Костадинов, слават борачите на Бучим Јака, ја освоија титулата. Боите на Бучим Јака во денешното финале ги бранеа Владко Соколов 48 килограми, Иван Цонов 58, Никол Чокалајджиев 63, Сашко Лазаров 69, Васко Спасов 76 килограми, Горан Костадинов 85, Могамет Ибрагимов 96 и Трајан Ангелов 130 килограми. Ова е крај на нашата снимка од ова финале на екипниот шампионат на Македонија во борење. Бучим Јака по 7 пат шампион на Македонија, Балканец 2, Лирија 3. Пред овој меч борачите на Лирија го совладаа Велешки борец со 6:2, а велешаните се на 4-то место. Минатата година беа 3, 4 беа борачите на Спартак од Кочани. Овој пат борец на 4-то место, но традицијата во Велес за боречкиот спорт продолжува. Значи, го завршуваме она што беше интересно во салата во Радовиш, финалето од шампионатот на Македонија и оваа снимка. Бучим Јака со победата над Балканец од 8:0 е стариот нов шампион на нашата држава во борење. Честитки за борачите на Бучим Јака, за раководството, за професорот доктор Ванчо Чифлиганец, за градоначалникот Кирчо Сусинов, за директорот на клубот Слободан Стојанов, за секретарот Кирил Тунџев, кој исто така и судија, за Трајанов и за сите боречки работници во градот на борењето и градот на златото, би рекол, Радовиш. Еве ги пехарите кои помалку ќе бидат врачени на капитените на екипите. Оној највредниот, најголемиот за Бучим Јака, шампионот на Македонија. Професор Ванчо Чифлиганец и доктор Ванчо Чифлиганец, истовремено председател на Сојузот на боречките спортови долго години, прв човек и посебно среќен во овие моменти, откако неговиот Бучим Јака води грижа за сите клубови во државата, но знаеме за кој клуб чука срцето. Еве, освоена е нова титула, честитки за титулата. Веројатно го очекувавте овој успех и ја очекувавте победата, но дали верувавте дека ќе биде толку убедлива и изразена со еден резултат од 8:0? Најпрво би сакал како председател на Сојузот на боречки спортови на Македонија да кажам дека оваа година боречкиот спорт на Република Македонија потврди дека бил нашиот сојуз, нашиот спорт борењето најтрофеен и останува. Ние оваа година сме освојувачи на 3 медали, 2 бронзени од Европското првенство кој се одржа во Радовиш, а тоа е боречот на Умов и Ивановски, и сребрената медала на светското сениорско првенство од страна Ибрагимов. Тоа е голем успех на боречки спорт на Македонија и на македонскиот спорт. А плюс бевме организатори на македонскиот бисер во Скопје, кои се покажавме одлични како резултати, како организатори, и на Европското младинско првенство во Радовиш. Морам да бидам задоволен, искрено да признам како председател на Сојуз на боречки спорт на Македонија и како спортски работник, завршницата на борењето беше одлична преку плеофот, учествувајќи најквалитетните 4 екипи, а тоа е Борец, Лирија, Балканец и Бучим Јака од Радовиш. И самиот плеоф покажа дека имаме квалитетен спорт, квалитетно борење, и што ме посебно радува, има доста надарени младинци и кадети кои можат да бидат и те како столбови на сениорската репрезентација. Од оваа место и го честитам на сите учесници во плеофот, на Борец, Лирија, Балканец и на Бучим Јака,
и честитам на првото место на Бучим Јака и на првото место на кадети на Бореч клуб Лирија. А исто така, без разлика на резултатот што беше висок 7-1 и 8-1 во полуфиналните, 8-0, мислам дека борачите на Балканец се рамноправно носеа со актуелниот македонски шампион, европски и светски шампион. Без разлика дали е 8-0 или тесен резултат, мислам дека сите борачи беа квалитетни, борбите беа квалитетни. Ви посакувам многу успех во вашата работа во боречкиот спорт. Благодариме, Зоки, заедно ќе понатаму, што е најбитно, ние мислиме и следната година, 99-та година, актуелниот македонски шампион Бучим Јака да се бори во 99-та година по втор пат за освојување на втората клубска европска шампионска титула. Така да љубителите на спортот широм Македонија нема да бидат разочарани, напротив, ќе има пријатно изненадување и мислам дека Бучим Јака уште еднаш ќе се најде на тронот на европската клубска шампионска титула по втор пат, а тоа ќе биде 99-та година, така да вториот милениум Македонија го заврши со еден голем спортски резултат, а тоа е уште еднаш да ја освоиме европската клубска шампионска титула. Новата година доаѓа, па желбата да се оствари. Па се најубаво на сите спортисти на Македонија, пред се на борачите, каде што сум јас како спортски работник и мислам дека не очекувам